Инекција што ќе го забрза процесот или алатка во рацете на оние кои не сакаат проширување. Има поддржувачи на двете овие тези, но како и да е, новата методологија за преговори е реалност и земјава ќе мора да ја прифати. Агенда 35 во оваа емисија анализира и објаснува токму методологијата и како таа ќе влијае врз процесот на преговори на нашата држава и Европската унија. Следете на. Во Агенда 35 ќе гледате анализа на новата методологија за преговори, како поново ќе се станува членка на Унијата и што ќе значи тоа за граѓаните, кои се реакциите на европските лидери, интервју со вице-премиерот Бујар Османи. Следете на. Сите 35 поглавја кои досега ги преговараа земјите аспиранти да станат дел од Европската Унија, со новата методологија што претходната недела ја усвои Европската комисија, се прегрупирани во 6 секторски кластери. И тоа, основни вредности, кои ги вклучуваат клучните поглавја како што се 23 и 24, односно правосудството и основните права. Потоа внатрешен пазар, конкурентност и инклузивен раст, кои што ги опфаќаат сите досегашни економски поглавја, зелена агенда, што ги вклучува поглавјата за животна средина, климатски промени и енергетика, ресурси и земјоделство и надворешна политика. Принципот е цел преговарачки процес да почне и да заврши со првиот кластер, со фокус на владење на правото. Експертите коментираат дека новата методологија, иако навидом построга, е подобра за граѓаните на земјите кандидати, бидејќи бара постојани реформи во сите области. Новата методологија носи повеќе јасност во однос на односите помеѓу Европската унија и државите што имаат аспирација да станат членки на Европската унија. Односно станува појасно што ние може да очекуваме и што Европската унија ќе бара. Она што недостасуваше како елемент во процесот на проширување, а кој настана заради тоа што претходните бранови на проширување одеа со дефинирани критериуми, меѓутоа не со толку дефинирани аршини што се треба да се исполни за да се влезе во Унијата, односно имаше на некој начин прогледување низ прсти. Оваа методологија ќе значи дека ќе се бара повеќе од државите, ќе биде дефинирано што точно ќе се бара и од кога тоа ќе се исполни ќе може да се очекува членство во Унијата. Колку ќе трае процесот и дали ќе успееме да ги искористиме добрите страни на методологијата ќе зависи од самите нас. Значи нашата администрација ќе мора да се организира многу подобро во преговарачки тимови и да се направи тоа поврзување кое се предвидува со класерите, значи поврзување на политиките. Тоа дава голема можност за поставување на една побрза траекторија на раст и развој на државата, меѓутоа значи, како што реков, бара искористување, координирање и искористување на сите потенцијали кои ги имаме. Новата методологија предвидува и можност за наградување на реформите со поголемо финансирање и наградување на индивидуалните постигнувања на кандидатите, но и санкционирање во случаи кога нема напредок. Тоа е така наречената реверсибилност на преговарачкиот процес како новина. Во најлош случај може да биде целиот процес суспендиран на време кое ќе го определи Европската унија, а во најдобар случај практично може да се случи само да има намалување определено на помошта, а процесот да течи. Сепак сето тоа сите тие се механизми кои државата допрва треба да ги утврдува. Она што е важно за нас во однос на реверзибилноста е тоа дека ќе мора преговарачките тимови и државата да бидат свесни дека ако не се исполнат реформите, нема одење напред. На тој начин процесот ќе има таа динамика која не ја најавува Европската унија, дека практично на крај од нас ќе зависи таа динамика. Оваа методологија од друга страна е направена за да се подигне кредибилноста на ЕУ, која доста падна со последните случувања и недавањето на датум за преговори, посебно во однос на нашата држава. Тоа се случи 2 пати. И со цел да се подигне кредибилноста, оваа методологија кажува дека во оној момент кога ќе се исполнат реформите кои ќе бидат јасно определени од страна на ЕУ, државата ќе може да оди во следниот чекор, се додека не се оствари членство во Унијата. Во однос на економските поглавја, професорката Мојсовска вели дека процесот на преговарање е клучен токму за испорачување на структурните реформи. Може многу да помогне, затоа што
Идејата е пред да се отворат кластерите, значи да се постават критериуми за отворање на кластерот кои ќе бараат определени реформи, односно поврзување на целиот процес со така наречените структурни реформи. Веќе неколку години наназад државата прави документ за структурни реформи кој се поднесува до Европската унија, меѓутоа начинот на кој се прави тој документ е предлог мерки од страна на различни министерства кои се издвоени и не многу координирани. Иако постои процес на консултација за тој документ, практично нема голема координација нити во планирањето, нити пак има среднорочна рамка во планирање на реформите. Фокусот сега треба да биде на резултатите, а не само на правењето на документи кои после не се имплементираат. Усвојувањето на новата методологија се доживува како ветер во грб на политиката на проширување и доаѓа откако Франција стави вето на датум за преговори за нашата земја минатиот октомври, токму со барање да се реформира начинот на преговарање. Господин Османи, добар ден, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. Благодарам за можност. Знаете, сега актуелна тема е новата методологија на Европската унија. Прашањето е колку таа може да ни помогне всушност нас на европскиот пат или мислите дека дополнително ќе ги скомплицира нештата? Па ја читавме внимателно. Секој збор има суштина и не е случајно во методологијата. Тоа што е најважно, односно најважните зборови според мене, таму се предвидливост, фер и јасни критериуми. Тоа е тоа што нас ни треба. Предвидливост и фер на овој пат. Значи, ние не бараме байпас за да стигнеме до Европската унија. Ние не бараме кратки или некакви избегнувања на критериумите. Бараме строгост, но бараме фер и предвидливост. А тоа методологијата го овозможува. Тоа што сите го констатиравме дека очигледно впечатокот е дека оваа методологија ќе биде брза трака за добрите кандидати, но спора и тешка трака за лошите кандидати. Што не зависи од методологијата, значи сепак зависи од перформансот на државата. Така, меѓутоа критериумите, ако се предвидливи, се фер и се строги, овозможуваат да добрите кандидати многу брзо стигнат до целта, додека не толку добрите кандидати да им биде потешко отколку што е во актуелната методологија. И тоа е во ред за нас. Затоа што емпирички ние сме докажале дека знаеме да бидеме добри студенти. И, например, податоците дека ние влегуваме во преговори со веќе 31% транспонирано аки не е за подценување. Значи, ние од 7652 акти, тоа се директиви и регулативи на Европската унија, ние 2933 акти веќе сме транспонирале во нашето законодавство, без преговори. Тоа е одраз на силната волја на оваа земја да напредува на европскиот пат. Ние сме пред Србија и Црна Гора во овој дел и во политичките и во економските критериуми, така да сметаме дека сме добар кандидат и особено имаме волја да бидеме добар кандидат, бидејќи на крај краишта не е целта само формално членство во Европската унија ако вие не сте ја европеизирали државата заради вашите граѓани. Така да методологијата мислам дека како е да е направена за нас, затоа што ние тоа баравме. Баравме предвидливост, баравме строгост, но и фер пристап. Значи сметате дека нас ќе ни даде ветер во грб, да речам. Каков е политичкиот сигнал кој што таа го испраќа од аспект на поставеноста внатре на државите членки? Се чини дека брзото усвојување, сепак, значи како што се вети, така и се направи, ете февруари, дека праќа една порака дека не е сепак толку Европската унија далеку од процесот, како што се мислеше. Видете, после тоа што се случи во октомври, имаше еден невиден бран на солидарност кон нашиот случај. Бидејќи очигледно беше дека беше направена неправда. Дури и тие што ја направија беа свесни дека е направена неправда. Така да сите реагираа брзо. Сите бараа да излезат од тој срам, ако можам да кажам, што се случи во октомври кон Република Северна Македонија. Така да, прво добро е, комесарот имаше многу добра стратегија и многу паметна стратегија, која што вроди со плод. Но и Франција брзо излезе со non-paper. Така да, фактот дека комесарот пред да ја објави, прво ги помина земите членки, особено тие кои што имаат дилеми за
процесот на проширување кажува дека има одреден консензус по однос на оваа методологија. Немаше да се објави оваа методологија од страна на комисијата доколку Претходно тоа не беше доколку и било која земја имаше против. Така да самото објавување како процес е знак дека консензус има и по однос на текстот на методологијата и по однос на потребата од откочување на процесот. Значи, чуму би се брзало со објавување на методологијата ако не им е важно на земјите членки процесот да се откочи и да се поправи грешката од октомври. Да, и не само тоа, се гледаме дека ќе има и вонредна седница на Советот, на кој што ќе се расправа за буџетот и слично, веројатно се брза и сите други прашања да се решат, за да може во март да има една појасна и почиста слика. се надеваме дека е така. Видете, ние после октомври сме умерени оптимисти, односно резервирани оптимисти, затоа што во октомври навистина немаше причина да се случи тоа што се случи. Но сепак се случи. Што значи дека сепак процесот не бил толку предвидлив колку што ние сме мислеле и сме се надевале. Така да сега ние сме во уште подобра позиција отколку што бевме во октомври, но со резервиран оптимизам затоа што очигледно Европската унија не е веќе тоа што беше порано. Колку мислите, вие имавте една изјава во која што споменавте дека затоа што противниците, да речам, на брза одлука сега велат дека тоа може да влие на домашната политичка сцена, избори се ближат, меѓутоа вие јасно порачавте дека и неносење на одлука исто така е сигнал и влијание. Стоите ли на тоа дека било како и да постапи Европската унија ќе влијае? Баш на таа теза дека одлука сега пред избори би било влијание врз изборниот резултат, јас одговорив со тој став што вие го кажавте. Кој е мојот став? Позитивна одлука од позитивна одлука пред избори може да имаат придобивка сите политички партии. Бидејќи секој може да каже дека и ние направивме нешто на овој пат. И ВМРО, и СДСМ, и ДУИ, како три поголеми партии, во текот на овие 15 години од кога имаме кандидатски статус, имаат придонесено за да стигнеме до позитивна одлука. Но негативна, односно неносење одлука пред март, директно влијае врз изборниот резултат, затоа што целиот наратив кој што го имавме во текот на овие 3 години беше заснован на еден договор со Европската унија. А тоа е, ако испорачате вие, ќе испорачаме и ние. На тој договор се засноваше Преспа, на тој договор се засноваше договорот со Бугарија, реформскиот план 369 и планот 18, законот за јазици, односно меѓуетничките односи, и доколку ние сме го исполниле нашиот дел од договорот, а Европската унија не го исполнува својот дел од договорот, очигледно дека ние ќе бидеме оштетената страна и тоа ќе значи директно влијание на резултатот. И затоа беше мој став дека не одлуката значи влијание, а не одлука. А додека одлуката ќе биде позитивна за сите и од неа ќе може да придобијат и опозицијата и позицијата. Конечно, не одлуката на есен всушност си ги предизвика изборите, така да веќе секако има влијание. Велите дека сте резервирани оптимисти, меѓутоа сепак може ли некаква прогноза да дадете за тоа што можеме да го очекуваме? Видете, реално и последната пречка за започнување на преговори ја нема веќе, а тоа е методологијата. Во октомври Европската унија рече Република Северна Македонија е спремна, но ние не сме спремни затоа што имаме дилеми за процесот на проширување. Бидејќи и тоа е на пат да се реши, веќе не останува никаква пречка за започнување на преговори. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа што се случи во октомври некако не прави да бидеме внимателни за да не ги подигнеме очекувањата на граѓаните и после да ги разочараме уште еднаш. Мислам дека ниту граѓаните, ниту државата може да трпи уште еден удар, уште една фрустрација. Затоа ми се допадна стратегијата на комесарот кој рече нема да објавам во февруари вонреден извештај и препорака ако не сум сигурен дека во март ќе се земе в предвид. Бидејќи тоа ќе биде 11-тото одбивање на препорака од страна на Европската шлаканици за самата Европска комисија. Но видете и шлаканиците имаат некаков воспитен ефект. Да, но и страјноста, нели, ако има така наречен, имаше еден збор enlargement fatigue има во Европската унија, ја мислам дека ние имаме patience fatigue веќе, бидејќи 11 одбивања навистина создава замор и кршење во
внатре во државата. Законот за јавно обвинителство не е услов, барем не е така наведен, меѓутоа велите и порачувате дека ќе биде добар сигнал за тоа колку сме ние обединети или ќе одземе аргументи можеби на оние кои што се против. Колку е важно? Да, видите, формално не е услов. Во ниту еден заклучок на Советот го нема како дополнителен заклучок. Меѓутоа, бидејќи тогаш беше, кога се покрена оваа прашање, беше дилема судбината на СЈО и дали има можност СЈО да исчезне или предметите да исчезнат. И кај земјите членки тоа влезе силно во перцепцијата дека не сме со политичка одлука да се решаваат правни предмети. Меѓутоа, во меѓувреме се случи да јавното обвинителство ја превземе работата на специјалното јавно обвинителство, да ги превземе предметите, архивата, вработените, со што се обезбеди тој правен момент во владењето на правото, но перцепцијата за потребата од законот остана кај земјите членки. Сега, бидејќи и перцепцијата е важна во политиката и во одлучувањето, затоа сметавме дека е важно да се донесе овој закон, за да нема ниту еден аргумент, особено во Холандија и делумно во Франција по однос на ова прашање. Видете, би посакали, јас тоа го кажав и на седница на влада кога се носеше законот, би сакал овој закон да биде изгласан и од опозицијата, односно да најдевме компромис. Бидејќи символиката е исто така многу важна. Дека кога се работи за владење на правото, кога се работи за Европската унија, ние ги надминуваме партиските интереси и стануваме едно. Тоа е единствената формула на успех на Хрватска за 2000 дена стане преговори, стане членка на Европската унија. Само тоа што ниту еднаш немале расправа опозиција-позиција која се однесувало за проектот Европска унија. Меѓутоа, тука сме на крстопат, мислам дека е клучно да се случи започнувањето на преговорите заради аргументите што ги кажав предходно и затоа е важен законот. Благодарам на вас. Европската комисија на 5 февруари ја усвои новата ревидирана методологија за проширување на Европската унија кон земјите од Западен Балкан. За Македонија и Албанија, новата методологија, врз чијашта основа ќе се водат преговорите, ќе биде задолжителна, додека Србија и Црнагора ќе треба сами да одлучат по кој систем ќе ги продолжат преговорите со Европската унија во наредниот период. Според Европската комисија не станува збор за промена на процесот, туку за негова ревизија, со цел тој да стане подинамичен и поефикасен. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј посочи дека проширувањето на Европската унија станува врвен приоритет и процесот на пристапување ќе биде забрзан. Тој додаде дека новата методологија се темели врз 4 основни принципи: кредибилност, посилно политичко лидерство, динамичност и предвидливост. Сегашните 35 поглавја за преговори со Европската унија во иднина ќе бидат групирани во 6 тематски целини, односно кластери, а отворањето и завршувањето на еден кластер би требало да трае околу една година. So we will have 6 groups of issues in which we will be conducting these negotiations. It means also that these negotiations will be much more overarching, much more comprehensive. That should also create an incentive on the side of the accession countries to accelerate their reforms. And it should also create the possibility to move faster if they deliver faster. Првиот и најважен кластер е посветен на владењето на правото и демократските институции, кој ќе се отвори на почетокот и ќе биде затворен откако ќе завршат преговорите за останатите 5 кластери, кои опфаќаат натрешен пазар, конкурентност и инклузивен раст, зелена агенда, ресурси, земјоделство и надворешна политика. This way we can really speed up things, given that these days we see that it takes 6 to 8 years to close one chapter of the negotiations. Председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, за новата методологија рече дека Европската комисија предлага веродостоен и динамичен план што ќе го постави патот за отворење преговори за пристапување со Македонија и Албанија. Новата методологија обезбедува реверзибилност на процесот, како што бараше Франција, што значи дека преговорите со некоја земја кандидат можат да бидат стопирани или вратени од почеток доколку не покажува напредок или има назадување.
Европската комисија останува со цврст став за препораките за отворење пристапни преговори со Македонија и со Албанија и наскоро ќе информира за напредокот постигнат од двете држави. Еврокомесарот Вархеј пак се надева дека на самитот во Загреб ќе се отворат преговорите со двете држави. Во Агенда 35 следува вести од Европа, паметни проекти. Поштарите се ангажираат во собирањето и рециклирањето на ситен отпад. Заклучно со 1 јануари 2020 година, 21 од 27 држави членки на Европската Унија имаат национална минимална плата, а само Данска, Италија, Кипар, Австрија, Финска и Шведска немаат, објави статистичката агенција на ЕУ. Месечната минимална плата се движи од 300 евра до малку над 600 евра во источниот дел на ЕУ, од 700 до нешто над 1000 евра во јужниот дел и над 1500 евра во северозападниот дел на ЕУ. Сепак, разликата во минималната плата помеѓу државите членки на ЕУ е значително помала откако ќе се земат во предвид разликите во нивото на цени. Разгледано по држави членки на Европската Унија, најниска месечна бруто минимална плата од 312 евра има Бугарија, потоа Латвија од 430 евра и Романија од 466 евра. Највисока минимална плата е регистрирана во Луксембург и тоа 2142 евра, потоа Ирска 1656 евра и Холандија 1636 евра. За споредба, федералната минимална плата во Соединетите Американски држави во јануари 2020 година изнесува 1119 евра месечно. Според последните податоци, минималната бруто плата за јануари 2020 година во нашата држава изнесува 21.107 денари, односно 343 евра. Советот на Европската Унија го одобри привремениот договор со кој се ажурираат стандардите за квалитет на вода за пиење, односно директивата за вода за пиење. Со новите правила се ажурираат стандардите за квалитет кои водата за пиење мора да ги исполнува и се воведува трошковно ефективен пристап за следење на квалитетот на водата, кој се базира на ризик. Со правилата се утврдуваат и минималните хигиенски барања за материјалите кои доаѓаат во допир со водата за пиење, како што се цевките. Целта е да се подобри квалитетот на таквите материјали, за да се обезбеди заштита на човековото здравје и да се избегне контаминација. Ажурирањето на директивата за вода за пиење е одговор на се поголемите сомневања за ефектите на ендокрините дисруптори, фармацевските производи и микропластиката на здравјето на луѓето. Со директивата се воведува механизам, листа на следење, благодарение на која Европската Унија ќе може на динамичен и флексибилен начин да преземе следни чекори со оглед на новите сознанија за штетните супстанции и нивната важност за здравјето на луѓето. Дополнително, државите членки на ЕУ ќе мораат да се погрижат потрошувачите да имаат можност за пристап до информации за квалитетот на водата за пиење, а ќе преземат и мерки кои ги сметаат за неопходни и соодветни за да се подобри или зачува пристапот до вода за сите граѓани. 5,2% од вработените лица во Европската Унија, кои се на возраст од 15 до 64 години, вообичаено работат од дома, покажуваат последните податоци на Евростат, а кои се однесуваат за 2018 година. Во последната деценија пак вредноста на овој удел е постојано на околу 5%. Инаку со 14% од вработените лица кои вообичаено работат од дома во 2018 година, Холандија е на прво место на листата на држави членки на ЕУ. Веднаш зад неа е Финска со 13,3% и Луксембург со 11%. Спротивно, многу мал број на лица вообичаено работат од дома во Бугарија и тоа 0,3%, Романија 0,4% и Кипар 1,2%. Во Европската Унија лицата кои се самовработени вообичаено почесто работат од дома отколку вработените. Повеќе жени отколку мажи вообичаено работат од дома, односно 5,5% од жените и 5% од мажите. Постарите лица работат многу повеќе од дома отколку младите, а уделот на лица кои работат од дома во вкупниот број на вработени се покачува со возраст. Вклучувањето на националниот поштенски оператор на Италија, кој испорачува писма и пакети, во подигање и испорака на собрани материјали кои може да се рециклираат, била главната идеја на проектот кој се спроведувал на еден државен универзитет во Рим. Со проектот се интегрира дел од постоечкиот поштенски дистрибутивен систем и слободни поштенски капацитети кои се создаваат после извршена достава на пошта, со потребата за транспорт на собрани ситни отпадоци за рециклирање.
Целиот процес се заокружува за време на иста рута на поштенска испорака и со користење на електрични возила. Ова паметно решение ја потпомага практичната примена на стратегијата на ЕУ за кружна економија со обезбедување на ефикасен градски логистички систем за собраниот отпад за рециклирање. На тој начин овој проект дава придонес во намалување на сообраќајниот метеж и загадувањето на воздухот, но помага и во управувањето со градскиот отпад. Првата фаза на овој паметен проект е спроведена на простор од скоро 1 километар квадратен и вклучува 4 згради од универзитетот кој е дел од проектот. Процесот започнува по добиена дојава од универзитетот до дистрибутивниот центар на поштата, дека една од 3 кутии за собирање на пластични капачиња за рециклирање е полна. Тогаш поштар на Националниот поштенски оператор во рамки на својата секојдневна достава на пошта оди на универзитетот и ја презема полната кутија со пластични капачиња и наместо неја поставува нова празна кутија. Полната кутија со капачиња поштарот потоа преку дистрибутивниот центар на поштата ја доставува во ректоратот на универзитетот, од каде подоцна сите кутии се преземаат од компанија за рециклирање на пластичен отпад. Имплементацијата на првата фаза од проектот покажала дека услугата е технички изводлива и еколошки одржлива и во понатамошните фази треба да се зголеми количината на отпад, просторот кој се покрива, како и да се испита можноста за вклучување на друг тип на отпад. Се разгледува и можноста во иднина овој пристап да биде дел од логистичкиот процес за управување со отпад на градот Рим. Следната среда се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции. Доколку не пропуштите тука, следете на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили на социјалните мрежи. Останете со програмите на Македонската телевизија.